Централното собрание на Алијансата за албанците викендов ќе одлучува дали натаму ќе биде дел од владата. Партиски извори за ТВ Нова брифираат дека во игра се неколку одлуки, но дека конечната ќе зависи од исходот на приговорите до ДИК за градоначалник на Струга, каде Зијадин Села загуби од Рамис Мерко Дуј, но тој не го признава поразот. Од партијата очекуваат ДИК да ги прифати приговорите за неколку избирачки места, каде доколку има прегласување може да влијаат на конечниот резултат. На состанокот ќе се дискутира дали веќе има смисла да се биде дел од коалицијата со ДУИ и со СДСМ, особено откако овие две партии отворено се поддржуваа на локалните избори. Премиерот Заев денеска побара смирување на страстите и најави дека деновиве ќе одржи состанок со коалицијските партнери. Ќе и оладат главите до викендот сите, верувам. Така да викендот ќе бидеме помудри и попаметни да размислуваме за се друго, а после за секој сам поединечно. Дали ќе продолжи Селја да биде дел од вашата коалиција? Тоа зависи не само од мене, зависи од господинот Села, зависи од другите коалициони партнери, како што се прават коалициите, така и се одржуваат коалициите. Рано е уште да кажам, претпоставам викендот прв пат ќе разговарам. Сепак, најверојатно Алијансата за албанците нема да донесе одлука да излезе од владата, нагласувајќи дека оваа влада која предводи Заев веќе не може да се нарече реформска, иако реформите биле главната причина да влезат во неа. Од Алијансата велат дека засега нема да брзаат да предложат нивен кадар за министер за здравство на местото на новиот градоначалник на Гостивар Армен Таравари, иако според коалицијскиот договор тој повторно треба да биде од нивните редови. Кај партијата исто така не постои расположение ДПА да биде дел од владата заради принципиелниот став на лидерот Мендук Тачи, додека траеле преговорите да не влегува во коалиција со ДУИ, а сега практично да се нуди да биде дел од владата. На состанокот на највисокото тело на Алијансата ќе се расправа и за натамошната коалиција со БЕСА. И кај двете партии постои расположение за продолжување на соработката и покрај ставот на лидерот на движењето Билал Касами да не влегува во владата, туку само да ги поддржи оние проекти и закони кои се во интерес на албанците и на евроинтеграцијата на земјата.